Наместо линарно зголемување на пензиите за 3500 денари, поместување од само 5,3%. Платите порасна за 10%, ама не за сите. Цените на храната се замрзнаа, но не доволно. И капак на се, инфлацијата, за која се тврди дека е подсмирена, ама само на хартија. Сликата на македонската економија е далеку од она што се обидува да ја прикаже власта. Или како што критикуваат економистите, шминкањето не може да ги покрие реалните состојби за кои велат дека не чинат. Последните мерки кои се промовираа според дел од нив се повеќе козметички и нема да имаат ефект на долг рок. Зголемувањето на пензиите од 5,3% и на платите во јавниот сектор од 10% се мерки кои што за жал нема да дадат плод. Тоа се нереални покачувања и повеќе би кажал дека станува збор за одредени козметички мерки кои што не овозможуваат достоинствен живот на пензионерите, ниту пак реално покачување на и значително покачување на платите на работените во јавниот сектор, ако ги земеме во предвид инфлаторските процеси во државата, кои што се над 10%. Значи, инфлацијата е поголема од тоа што и воопшто станува збор за покачување со последните мерки. Дека ваквите мерки нема да го дадат посакуваниот ефект, вели економистот Абил Бауш. Според него, замрзнувањето на цените било само козметичка мерка, а минималното зголемување на платите и пензиите немало сериозно да им помогне на граѓаните кои едве крпат крај со крај. Плачените проценти на плати и тие не го одразуваат вистинскиот момент на борба против ова економска криза која имаме, затоа што цените се енормно покачени, а од друга страна инфлацијата им ја јаде и тој момент, тие 10% што им се оплати ги враќа дури и подолу од стандардот на живење кој што го имале 2018-19 пред пандемијата и така натаму. Покрај нискиот животен стандард наврата ни тропа и зимата, која сама по себе носи и дополнителни трошоци. Експертите не се оптимисти и предупредуваат дека граѓаните допрва треба да се соочат со предизвиците. Че не очекува една зима на кој што за жал и ова година стратешки не се подготвивме, барем на средорочен план, некако на граѓаните да им даеме одредена алтернатива да ја премостат зимата малце по-лесно. Можеме да го гледаме само како почеток на мерки кои што понатаму би следувале, односно најдобро би било инфлаторските процеси да бидат пропратени со константно зголемување на платите и пензиите. Според последните податоци, меѓу 25 и 30% од населението живее во енергетска сиромаштија. Според статистиките на Евростат, само во 2020 година 1/3 до 1/4 од луѓето во земјава можеле задоволително да го загреат домот. Што се однесува до последната мерка за замрзнување на цените, економистите сметаат дека ваквите мерки даваат резултат, ама само на краток период, додека пак на подолг рок ќе се појават и други аномалии на пазарот кои пак ќе паднат врз грбот на јонако сиромашениот граѓанин.